За Скопското основно јавно обвинителство предмет има и на тројцата завчера приведени жители на Карвинци им одреди 30-дневен притвор. Според веќе изготвеното обвинение, тие се товарат за нелегално производство и продажба на наркотична дрога. На барање на предметниот обвинител кој постапува по предметот, судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд во Скопје определи мерка притвор за тројцата осомничени во траење од 30 дена. Информираат за телевизија Стар од Скопското основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Ова одлука на обвинителството уште повеќе ги иритираше жителите од Карвинци и тие денеска во селото излегоа на нов протест. За нив, одлуката на обвинителството е сосем нереална и необјаснива. Не е уред одлуката поради обвинителството сега што е донесена за тоа што е просвонета на сите страни дека има. Значи, требе масовно сите се организираме веќе секојдневни протести ќе правиме. Значи, тоа е постојала од времето. Само по себе си поникнува, по сите подречја, по сите обично по меѓи највеќе, еве да речеме сега, еве гледате, погледнете сега, еве самиот тротоар, погледнете дека им, еве тука. Може некој да осуди што човекот си чува крави дома и детелина или било што, не, значи тај човек од тоа живее. Одлуката на овие сите приведени тука што се приведени у Општина Карвинци, еве ја тука камерата тука може слободно да снима. Теко. Кој нисам го јас садил, ни тате, ни Рајко, ни Петко, тоа го има секаде. Значи ово е диво. Поради за нив, неодржливата одлука на обвинителството и сериозните обвиненија за нивните сожители, тие за утре најавуваат нов порадикален протест. Натака планираме да блокираме патот Штип Карвинци или Штип Кочани. И да сакаме да испадне правдината на Беделина. Еве ја тука живеам од пато на 3 метра од улицата, има пред мојата куќа дима макорана. Ке протестираме. Патиштата ќе се блокират Штип и Кочани. Правдата мора да излезе на виделина. Децата не се винени. Освен што се револтирани, некои се исплашени бидејќи диви стебла на канабис во покрај нивите има насекаде, па дури на некои места во селото. Според нив, по истиот основ, секој во селото може да биде обвинет. Каква насока ќе има овој случај е неизвестно, бидејќи полицијата завчера при претрес заплени 15.415 стебла марихуана на парцела на еден од сега притворените, додека во домовите на останатите двајца пронајдени се и запленити 690 и 37 стебла марихуана.